Ова ќе биде порака за дневни рунски промени или пак порака која што ќе треба да се одвие во енергија на промени, но рунските енергии ќе ви ја дадат промената или пак смерот на промената каде што и ќе треба да се одвијат овие дневни рунски промени. Ова ќе биде порака наменета за 8.2.2026 година, но енергијата може и да се пролонгира, да биде во енергичност во понатамошниот енергетски дел од вас или пак во понатамошните денови кои што надоаѓаат до вас. Ова ќе бидат колективни генерални промени кои што ќе бидат во оваа порака пренесени за денешниот ден. Јас се надевам дека сите ќе бидете во енергија да послушате оваа промена која што надоаѓа, ќе земете добар смер, ќе се утемелите, ќе бидете во една енергија да прифатите некоја промена која што и треба да се случи во ваша енергичност или пак во некоја случка настан кој што ќе биде во ваша преокупација. Ајде да видиме за која руна станува збор, да дознаеме која руна сака да ви ја промени вашата енергија, да видиме за што станува збор. Денеска говориме за руната Беркана, енергија на символ Беркана или пак символ Б, каде што е во енергија на емпрес или пак царичина енергија, царева енергија или пак царска енергија, каде што се застапени енергии на мајчинство. Ова е една царица, каде што и оваа руна превзема енергија на месечев камен или пак ова е стабилна енергетска руна, која што вели земјен знак, го карактеризира знакот на девица, каде што и вели во исправна положба оваа руна доведува до вашето мајчинство, енергија мајка, енергија каде што сте стабилни, окарактеризирате стабилност дрво кое што е изглабено во облик на мајка, енергија на нов почеток, енергија на женска, феминина енергија, енергија на изобилство, но и на раѓање на ново нешто. Во обратен смер, оваа руна дава можност на пречки, контрола и на неслобода. Ајде да видиме што сака оваа руна да ви каже преку овие тарот карти, каде ќе се променат вашите нешта во денешново исчитување од тарот картите, да видиме за која руна станува збор, за што сака да ви каже оваа руна, каде треба да обрнете внимание за вас жени, за вас феминини енергии, каде што и ќе треба да внимавате на вашето женско здравје или пак на нешто што треба да се изроди во вашата енергија, на вашата слобода, на вашата пречка која што настанува во ваша енергија, или пак комплетно треба да внимавате во енергија на љубов, енергија на ваша можна енергетска вредност, а тоа е вашата женствена енергија. Денешната порака од тарот картите, каде што и ви даваат еден смер за ваша енергетска вредност, драги дами, за вас мажи, вие превземете во ваш род, затоа што ова е генерална енергија која што ќе се ослика во наредниот период. Ова промена кај вас настанува во вашата интуитивност, енергија каде што и некој спроти вас во ваша енергетска вредност, каде што и ви нуди извор на љубов, енергија, емотивност, каде што и се надева дека ќе треба да биде во енергија да ви исполни емотивност на еднакво давање и примање, каде што и се љубите со вашиот партнер или пак долго очекувана врска која што ја имате во моментот каде што соделувате со вашиот партнер, дека вашиот партнер крие нешто од вас, ќе настанат промените од оваа руна Беркана во вашата енергетска вредност, во вашата женствена енергија, но и во вашата интуитивност. Да знаете и спознаете дека за оваа личност ќе превземате енергии, дека е во
една аспиративна енергија каде што моменталните случувања ќе се десат во промена која што ги најавуваат и тарот картите, енергија да внимавате на персона спроти вас која што е манипулативна, која што е во момент на аспиративност, на поврзување, генерично поврзување, каде што и оваа персона нема да сака да ве пушти на слобода за да бидете слободни, ќе ви биде тотална пречка во материјална, во енергетска вредност, каде што и ќе ви даде до можност да вашата интуиција биде во прв план, да вашата интуиција, вашето разбирање, вашето повлекување ќе биде во енергија дека вие ќе бидете центарот на метата каде што и ќе треба да донесете одлука по повод оваа персона која што материјално е во енергија на материјализам, материјално ве блокира, во енергија каде што и е манипулативна, но и ќе биде во енергија да ви пружи љубов, но во доза на љубов, затоа што неговата контролирачка енергија е во енергија на ѓавол и пак девил, каде што и овдека ви настануваат проблемите, но и промените кои што ќе се одвијат во вашата енергија. Ослободите се од оваа личност, затоа што оваа личност нема да ви даде реципрочност, затоа што вие сте во една илузионарна енергија, ви се ствара една илузионарна енергија каде што ќе треба да се поврзете со високото ја во вас и да спознаете и дознаете вредност за вие што можете да направите во вашата енергија. Оваа енергија на руна ви носи можност да Беркана е моментално енергетско битие кое што вели вашата женственост пред се, но и вашата мајчина интуиција, заштитете го вашето мајчинство. Доколку се работи за болест, енергија на болест, женска болест која што ја носите во вас, медицинска болест која што ќе биде во енергија на исцелување, оваа болест ќе биде во ослободување за кратко време, затоа што оваа беркана носи промена која што ќе биде во реципрочно давање и земање во енергија каде што и вашите емотивности, оваа ваша болест која што настанала по медицински пат е од случувања во вашата емотивност, зголемете вашата емотивност, вашата интуитивност, но не давајте пристап на оваа персона да биде во ваша енергија, затоа што многу нешта ќе ве коштаат понатаму во животот со оваа персона која што е манипулативна, материјално ориентирана, но и ве блокира, ви прави пречки во енергија да не можете да контактирате со повисокиот свет, да бидете во енергија на зачауреност, на ваша енергетска вредност, да се контролирате, да бидете под контрола или пак да бидете во ваш стар плакар каде што и се грижите доколку ги имате децата, се грижите за вашите деца и во енергија дека ќе треба да се ослободите од секаква можна контрола, препрека и од неслобода. Енергија да оваа персона ви ствара проблем. Промената ќе настане токму од денешното исчитување на оваа порака. Енергија, знајте дека персона спроти вас е во енергија да не ви дава реципрочно, да ја контролира неговата енергетска вредност, да е во материјализмот, да е во енергија на аспирација, каде што и ви таи многу нешта, но пред се менувате една огромна енергија во вас, каде што и вашата женска интуиција ќе биде во повисоко ниво. Ајде да видиме и совет за вас. Ќе добиете огромна енергија на љубов од универзумот доколку почнете да афирмирате вашата манифестација или пак вашата интуиција да биде на прво место. Дами мои или пак мажи мои, енергија, започнете будење во вашиот енергетски дел. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!